Денеска Атанас летен. Празнуват го нашите христијани сите. Низ црквите и манастирите на големо се слави летен Свети Атанас, заштитникот од злите сили. Уште рано утринави во Штип верниците дојдоа да се помолат пред неговиот исцелителен лик и да му запалат свеќе со цел тој ги заштитува преку целата година. Македонците го празнуваат два пати во годината, на 31 јануари со домашни големи слави, како и денеска 15 мај. Според Светата православна црква на овој ден се одбележува неговото упокојување. Верниците упатија и денес молитви кон Свети Атанас за многу здравие, среќа, мир, слога, напредок, љубов, се со цел тој ги услиши нивните молитви и ги пренесе на Спасителот Христос. Црква ќе одеме да запалиме свеќички за здравие на Свети Атанас, нека е за многу години. Живи, здрави. Да, има и зимниот на 31 јануар, а летниот е сега. Ама зимниот повеќе се славе во се од време. И тај, и двата празника. Нека е за многу години. Поздравие. Најпрво здравие, среќа. Затоа, не знам, они треба да се врнат, ама за ново година нека. Здравие на сите. Нека за многу години. Инаку постои легенда за тоа како ѓаволот го искушувал Свети Атанасиј, со што му се преправил во неубавата девојка, која го искушувала да се одрече од Бога и да му се придружи во обожување на злите сили. Свети Атанасиј ја видел оваа измама и ја замолил девојката да му ја покаже ѓаволската моќ, скокајќи во мал сад. Таа го сторила тоа, а монахот веднаш го затворил садот и го фрлил во морето. Легендата вели дека садот лебдел со години, додека не ја пронашле рибарите кои ја отвориле. Старите велат дека штом грми, ѓаволот мисли дека е Свети Атанасиј, се плаши и веднаш кока во чиниите. Затоа е важно на овој ден сите садови да бидат цврсто затворени.